Па гледајте, мене не ме чуди ставот на нашата држава, бидејќи тоа е став да се нема став. Ние никогаш не сме имале ставови во дипломатијата. Да ве потсетам дека и Македонија беше признаена под уставното име од 130 држави и ништо. Го сменивме уставното име. Значи, во овој меѓународен поредок, големите прават она што можат, а малите она што мораат. Така што не гледам дека и 190 држави да ја признаат Палестина, а се против Израел, доколку Америка стои со него, дека нешто ќе се промени. Тоа е дефектот кој што функционира во Обединетите нации од 45 година од основањето, со правото на вето на 5 држави, кои што, еве, американците блокираат 6 пати, ако не се лажам, резолуција за Палестина. Во нашиот случај, исто имавме проблем, нас не признаваа 3 држави од 5 под уставното име, а 2 не признаваа, Франција и Британија. Постојаните што имаат право на вето, да се разбереме. Значи, ситуацијата е слична, а и различна. Слична затоа што има големо признавање, има една пиар кампања за признавање на Палестина, која што не мислам дека е случајна и не мислам дека е така црно-бело, нели? Едните се виновни, други не се. Таму е измешана работата повеќе, но, како да речам, останува константа дека една голема светска сила има ставено рака таму и свој интерес. Судирот кој што го видов помеѓу Трамп и Гутереш на ова генерално собрание, во кое што Трамп многу јасно и децидно се изјасни дека дури и станува непотребна организацијата на Обединетите нации, укажува на една состојба дека полека се бараат начини како да се делува надвор од таа организација. Меѓутоа не постои начин да се укине таа организација, освен со голема светска војна. Нешто како пред крајот на Лигата на народите. Така што изјавата беше многу ригидна на Трамп, дека нели завршил со своји телефонски разговори 6-7 светски конфликти, а не добил никаква помош од Обединетите нации. Со тоа јасно укажа дека во рамките на своите можности ќе блокираат, а ќе ја спроведуваат својата политика во Израел и Палестина, како што впрочем го прави истото Путин во Украина. Се обидува да го решат исто со резолуции, не успеа, носеше Генералното собрание резолуции за Украина, сега може да донесе Генералното собрание резолуција и за Палестина, и тоа нема да значи ништо. Така што не гледам дека оваа ситуација може да се разврзе без вака поширок конфликт, дури една неконтролирана војна. А нашата дипломатија, да завршам, како наша дипломатија, ја имаме како туристички семинар, институција за прошетки, па така во нашата делегација го видов, нема да го именувам, зашто ме влечкаат по судови, видов соработник на тајните служби со досие во Државниот архив. Во составот на делегацијата се слика со господинот Тимче Муцински. И што повише тоа да кажам? Треба да повише да кажам за тоа. Не се ми исто и вие можност околу оваа тема? Па, да. На таа тема. Да. Значи, ја ова го познавам, али пак... Али како манифестација на едно расположение, само во тој контекст и на колку такви расположенија се манифестираат, па ништо. Се манифестира расположение за Украина. Тоа е психолошка подршка, нема никаква Македонија, ништо, тоа е пиар зафат. Се знае, светската влада, ако може најмногу да упростам за гледачите, е Советот за безбедност. Таму има 5 држави кои што имаат одлучувачки глас. Ако не гласат, чао, пријатно. Нели, колоквијално да се послужам со зборови. Другото е се еден голем театар, прошетка во септември секоја година за делегации од цел свет, да го видат Њујорк, Манхетен да го видат, да се сликаат за Фејсбук и така натаму. Никакво значење нема. Мислам, морам да ви сакам да го упростам, да го деконструирам. Инаку немаше ни да дојде до ова во Палестина, ќе се стопираше војната уште веднаш во Украина, да можеше Генералното собрание да го реши тоа. Единствен орган меѓу државите, кој што не стои во хиерархија над државите, меѓутоа таков орган кој што има овластувања во повелбата на Обединетите нации, кој што може да наложи прекинување на војна,
праќање на мировни сили и така натаму е Совет за безбедност, кога ни една од петте држави нема да го искористи правото на вето. Тоа е и проклетството на Македонија. Добро, ние сме жртва на Советот за безбедност и на Обединетите нации, меѓутоа знаете, самата идеја за Обединетите нации е извонредна. Меѓутоа, Да. Треба да зборуваме за една резолуција што ќе објави во четврток, а никој не го знае текстот. Зошто да не го знае? Значи, зошто да не станат и овие нашите политичари како европските помодерни, од денот кога си ја напишат резолуцијата, нека Па да е на го увик објават. ставено, Што да има е толку увик. ексклузивно во тоа резолуција? Што може да има? Сега ние ќе треба да чекаме до четврток и знаеме дека Мицковски нема да го потпише, тоа се подразбира. Да. Петровски, Па мислам дека на Филипче резолуцијата никој не ја чека, нити пак се надева на нешто. Он цапа вокал се врти лево десно, пробува да се издвои, да направи некој потек. Ја мислам дека постои еден тајен триумвират меѓу Филипче, Мицко и Заев да си ја држат власта. Едни беа приказките лани до 8 мај дека ќе ги апсат, ќе ги демонтираат, ќе се покажат криминалите и така натаму. Пројда 7-18 месеци, освен пресконференции, ништо конкретно не видовме, пресконференции и така натаму. Така што корумпираните партии за кои што често сме зборувале кај тебе во емисија, да. корумпираниот систем едноставно на нас ни дава занимација, да дојдеме во емисија, да дискутираме, да нема никакви решенија. Ништо конкретно добро за овој град или за оваа држава не се случува. Излезете надвор од студиото, смрди на кисело. Наместо се занимаваат партиите со локални прашања, бидејќи се локални избори, ние од референдуми до стратешки документи, Затоа велам колку до Обединети очекувате, нации, така. до Совети за безбедност, до стратешки партнери со Америка, со Русија, со не знам кој. Никој не се занимава со она што треба да се занимава за локални избори. Дури и се прави едно расфрлање на пердови, што би рекол господинот Мицко, и замена на тези. Имате невиден пожар и они викаат не е загаден воздухот. И партиските послушници викаат воздухот не е загаден. И искачат експерти и викаат воздухот е опасен по живот, а и почвата. Но има јавност, И еве се никој- вечер протестира баш тука на овој потек и рекоа нема да се тргнат од улиците. И што мислите дека е тоа доволно? Па Па сте не ги е виделе ли доволно, да. контейнерите по Скопје? Како не, мислам, Скопје сите ние се ги распаѓа. гледаме, за жал. Па кој е виновен за тоа? И сега ние ќе дебатираме, ќе свртуваме внимание кон резолуции, кон Филипче, кон Мицко, кон не знам кој. Па министри на Мицко имаат бугарски пасоши и фирми во Бугарија. Па на пресконференција вика чекај да го прашам мојот адвокат дали имам државјанство или немам. На дело е лицемерие од корумпирани структури и лево и десно, кои што заедно во триумвират, не случајно велам дека они си се договорени, ја упропастија државата, све што можеа да изнесоа. Сите они, нивните деца ги носат надвор од оваа депонија, да студираат и да живеат. Направете истражување вие како новинари, колку врвни политичари нивните деца не се во Македонија. И зошто? А сега ќе мафтат со знамења, ќе се караме со Грција, со Бугарија, со Србија, со сите ќе се расправаме. И на крај, договорот тече. За жал така некако изгледаат работите. Не, мислам дека некаков триумфират има меѓу Филипче, Заев и Мицковски, мислам тоа е надвор од умот. Тоа е ваш став, Ке сме обврзани нели со одредени правила поврзано со Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги. А Петровски, вие што очекувате од локалната трка? Дали тука да се експлоатираат повеќе локални теми? Еве гледаме дека веќе и се распродаваат, нели, веќе ќе правиме ова, ќе правиме тоа, меѓутоа и национални теми од државен интерес прашања се пласираат за време на средбите со граѓаните. Ние зошто сметате дека толку партиите брзо ја почна кампањата, некако и таа трае веќе 2 месеци сигурно и сега со уште овие законски рок од 3 недели, од 21 ден, 3 нешто месеци ќе очигледно имаме не е кампања. во ред, власта се поставува како опозиција да е.
Никој не зборува за Чајреве, да не спомнувам имиња дека има 200 милиона евра криминал со Дивоград би или повеќе. Значи, јас не гледам дека овие избори ќе донесат некаква промена. Не е важно кој ќе седне во тие фотели. Сега, кандидатот што е од власта, од Чаир, еве да не спомнувам имиња, се обидувам да не спомнувам. избегнуваме, да, Тој е да бивши избегнуваме. член на ДУИ и тоа виден член на ДУИ. Сега како е он сега една партија, сега друга партија, а всушност цело време на власт. Исто да речеме и за ЗНАМ. Во ЗНАМ кандидатите се, ги гледам таму што седат со Мицко на што се сликаат, се луѓе од СДС. Значи, буквално ние немаме ситуација во која што може да дојде некоја партија што нешто подобро ќе направи. За граѓаните тоа, гледаме дали се следи граѓанскиот интерес, гледаме тоа сакам да кажам. ротации на интерес, кој као ќе се намести, кој што ќе зафати дел од колачот. Ја не гледам дека некој се грижи за народот. И затоа имаат проблем. Народот се иселува, ние зборевме и пред емисија, универзитетите се празнат, училниците се празни, луѓето гледаат дека овој до вчера бил од Влен, сега е од ДУИ, утре е од ЗНАМ, оној бил од ЗНАМ у СДС, има од ЗНАМ од СДСМ у ВМРО, од ВМРО вамо, една иста структура 30 години ги гледаме. Видовме од тие луѓе 30 години многу добрини. И сега после овие избори они ќе се сменат волшебно. Простете, ама не ми се верува. Така. Еве, Никовски, вие како гледате на предизбориево? Дали ветува мирна кампања, ферплей игра или ќе има и црна кампања? Сосема поинакво мислење. Се извинувам, ама не мислам исто. Добро, затоа. Прво дека све уништи владеачката гарнитура. Од 21 е Мицко власт, цела локална власт, у цела држава. Така што не беа 7 години на власт СДСМ, него беа до пола, па после половинката втора се овие другиве. Значи, било што ако не е инфраструктурно како што треба, а многу работи има што не се како што треба да се видат локалните градоначалници кои што се директно личен избор на Мицковски. Значи, многу често немаат врска допирна ни со партијата, например, некои кандидати во Скопје сега, нели? Рековме да не именуваме. Да не именуваме, да. Значи, уште една недела или до понеделник. Нема да се увредат промодоните, нема проблем. Не за тоа, обврзани сме ние како медиуми. Ако за ДУИ знаеме, јас знам дека, мислам, сум пишувал книги, сум пишувал колумни и така натаму, они се преоблечено терористичка организација од униформи во одела. Но дека они се закануваат, а да го амнестираме градоначалникот на Тетово, кој што вика Македонија да биде трета албанска држава, отворена на митинг, и Мицковски не смее збор да каже на таа тема, мислам дека е некоректно према граѓаните и играње со интелектот нивен, да се каже дека едните се лоши, другите се добри затоа што се до оваа власт. Или да се ќути за дивоградбите во Чаир, кои што може да однесат човечки животи, може да се сручи некоја зграда, диво приклучување, вода, струја и така натаму. Значи, треба да бидеме објективни дека не е само едната страна лоша, а другата е добра и двете се за никаде. Тоа сакам да кажам, ДУИ нели своето членство го билда, нели поддршката за себе со тоа дека ако се тие победници, дека ќе има и предвремени парламентарни избори. Ако може само уште една реченица. Дали се би биле влез во моментот Мицковски нема Бадентер, они имаат проблем. Он има 58, а нема Бадентер. Тука се уценуваат, се вртат, се шифтаат, се размислуваат што како да прават. Очекувате да се ова влез во предвремени парламентарни избори или не? Не можам да прогнозирам, не сакам да изигравам нели баба Вања. Ќе видиме што ќе се случи, народот ќе донесе одлука, ако му е убаво на народот, со вардариште, со ѓубре, со све, нека си продужи. Значи, воопшто не е спорно. Народот ќе си... Да, повелете. За момент сакам само да му реплицирам. Апсолутно, тоа чекам цела емисија. За тоа што го кажа за председателот на БЕСА и градоначалник на Тетово, тоа не е точно дека. Сакате да го пуштам сега? Сега ќе го пуштам веднаш. Следам, значи, овие ќе го пуштам во емисија. Исто така и што се однесува до Чаир, ја мислам дека Чаир не е првата општина со Дивоград. Има многу други општини и внатре, и од градот Скопје, од 10 општини, колку има
градот Скопје не е Чаир со повеќе дивоградби, има други општини. И Може да го зашто пуштиме? само да завршам со ова, ја мислам за Не предвремените смееме заради АВМУ. Не смееме. Не Не може да смееме се каже заради не е АВМУ. така. Кој што е Затоа заинтересиран ќе го гледа. Кај мене на профил го има, го ставив се Добро, неколку затоа дена. на социјални мрежи Чекайте, можеме ги тоа не е на Ама телевизија. како? Филипе. Ама чекајте Мирјана. Да. Он изјавува на митинг отворено пред Добро, кој луѓе. е заинтересиран ќе го гледа на вистина, мислам, И што ако му имаме ќе забрани слобода на изразување не, па и сега на имаме стаф има. имаме до понеделник мислам не смееме да ги спомнуваме, да. Ве молам. Тоа е тоа октруирање на оваа држава. Да, не И само на на така, емисии. да. Еве ја ќе ти го пуштам ако сакаш сега. Не, после Може и можеш да му после, го да. пуштиш после, сега Што да се не чесува ова. до Не, предвремените. точно дека не вика. Еве го имам тука, ќе ви го Еве ќе го пуштам. пуштам. Дека бара Еве, Македонија да биде трета албанска Кој е држава. заинтересиран може нели да го погледне. Чекате малку, па твојот се профил, кршат да кажем. копчиња дали ќе биде пак он или не. Добро, Затоа што пуштајте прави му го мајоризација, прави Само Тетово, сакам да врз кажам македонците. Видите, само да Секој мала А не, чекате малце. Не мора да бидеме у рукавици во емисијата. Отварате прашање кое е суштинско за оваа држава и во оваа дебата. Еве, имаме мултипликација на кандидати за градоначалници, за носители на советнички листи, на советници. Ќе им биде тешко на граѓаниве да се снајдат на тоа ливче кое што се очекува да биде околу метар долго. Колку мислите дека тој момент ќе биде збунувачки за граѓаните, зборувам? Ќе И биде. колку ќе одземе време Ама да не во се самото гласање и тоа? Ќе им пратат партиите налепници кај треба да гласат, ќе им залепат налепници пред врата, пред куќи. Сите се умешани у некои комитети месни, ќе им дадат инструкција јасно, 5 метра да е ливчето, ќе им го одвојат точно што е како е да не се направи грешка. Мислите сите партии се екипирани во тој дел, така? Па не сите. Големите криминални структури кои што имаат потенцијал и по секоја цена сака да дојдат за да се заштитат од тоа што може да ги Дали чека. очекувавте ако не толкав се во интерес фотеља? еве кога одлучи Државната изборна комисија да им се даде можност на независните со 2 потписа да можат да учествуваат во локалната Колку пати трка? сум говорел дека треба да нема праг, дека треба поинаков пристап да има према изборите, дека треба да се укине законот за партии, законот за финансирање на политички партии, да се смени изборниот Така, модел потребен е во ремонт, парламентот. мислам, и на изборниот закон. ова покажува Преправа, дека добра. сме на прав трак. Треба реална партиципација. Затоа што кога вас ќе ве кандидира партија, Да партиципиенти ќе има во избори, мислам супер. што Добро е тоа. За- Значи за- луѓето да. сакаат да бидат дел од Тоа политика велам, да. и многу од нив немаат како бидејќи како не се познаваат со лидерот. добро, тоа Ако не биле зборува за другарчиња од демократизација детство, на ако не општеството, учеле да. заедно во клас, они никогаш немаат шанса да ги кандидираат. Иако не бидат послушни, се разбира. Затоа мислам дека милјето, но ова е само изблик. Ќе ги прегазат големите партии, затоа што 35 години партиите се финансираат од државен буџет, посебно по донесувањето на финансирањето, што е На релативно нов државното закон. финансирање на Значи, од кампањата, буџет да. се земаат партиите за себе. Вие гласате за нив, со тоа им доделувате 4 годишен буџет по 3 евра, мислам дека е од глас. Значи, треба да рачунаат граѓаните, дека секое гласање за партија носи плюс 720 денари на партијата, а азрно, затоа што граѓанинот гласал за неа. Тоа е нонсенс. И затоа, најубаво ќе пројдат тие што се знаат со лидерите, кој што реков, од детство, од клас, од градинка, од средна школа, од факултет, тука што се познавале и што кумулативно се сервилни кон лидерите. Така, што одат на бацирака, како да кажеме. Тоа е неизбежно. Така. Никој Тоа води Финансиер на отвара партијата добил систем, 100.000 евра тоа си тендер. добива тендер. Па отвара еве сега е систем случајот тоа. на